Добре дојдовте. Денес ќе правиме една, детална анализа на еден културен настан од Битола. Се вика Незаборав. Да. И на прв поглед може би звучи како, знаеш, уште еден концерт со евергрини. Така изгледа. Ама изворите што ги имаме пред нас, кажуваат една многу подлабока приказна. Ајде да видиме што е тоа што го прави толку посебен. Токму така. Значи, изворот јасно кажува дека ова не е само обичен концерт. А што е тогаш? Описан е како, цитирам, културен чин на почит кон минатото и жив диалог со сегашноста. Жив диалог. Тоа ми се допаѓа. Да, тоа е клучно. Значи, не е само гледање на назад. Идејата е музиката да стане мост. Мост меѓу генерациите? Точно. Мост меѓу генерациите и еден вид чувар на сеќавањето, на заедничките вредности. Ова е фаскинантно. Значи, музиката како временска капсула. Да, ама отворена временска капсула. А кој е човекот што го овозможува сето ова? Кој стои зад идејата? Тука приказната станува уште поинтересна. Изворот го истакнува Панде Димитровски. Тој е продуцент и организатор. Панде Димитровски? Ама она што е неочекувано е што тој е познат и како главен и одговорен уредник на магазинот за хумор, без навреда. Чекај. Списание за хумор? Да. Тоа стварно не го очекував. Како се спојуваат хуморот и носталгијата? Наведум се два различни света, нели? Да. Ама ако размислиш подлабоко, можеби баш тука лежи клучот. Добриот сатиричар мора да го познава општеството, да знае што ги мачи луѓето. Да ги разбира нивните вредности. Точно. И можеби таа способност му дава една поинаква перспектива. Да види што им фали на луѓето од минатото, ама да им го понуди на еден искрен, непатетичен начин. Тоа има совршена смисла. А неговата кариера е навистина импресивна. Еве што вели изворот. Организирал над 400 концерти за детска популарна музика. 400? Да. 5 години работел на детскиот фестивал Сидо. И бил извршен продуцент на ТВ серијата Здраво генијалци. 31 епизода. Да, и тука лежи пошироката слика, нели? Апсолутно. Оваа огромна посветеност на културата, особено онаа за младите, не останала незабележана. Изворот наведува дека во 2020-та Димитровски е добитник на наградата 4 ноември. Највисокото признание од општина Битола. Токму така. За едногодишно остварување по повод денот на ослободување на градот. Значи, што ни кажува сето ова? Имаме еден важен културен настан кој ја чува меморијата. Да. А зад него стои човек со децениско искуство во градење на културната сцена. Од темел. Токму така. Незаборав значи не е некој изолиран проект. Не е случаен. Не. Току е логичен чекор, логичен врв на една богата кариера, посветена на културата и на заедницата. Сумирано, Незаборав е повеќе од музика. Многу повеќе. Тој е културен столб во Битола, а Панде Димитровски е клучниот архитект за него. И оваа цела приказна покренува едно важно прашање за размислување, инспирирано баш од суштината на манифестацијата. А тоа е? Изворот ја опишува музиката како чувар на сеќавањето. Еве една мисла за крај. Која песна или која мелодија за вас лично е чувар на некое важно сеќавање? И зошто токму таа?